Добро вечер. На почеток најавата на темите за ова издание на 360 степени. Кога државата капитулира пред интересите за една дивоградба? Акцијата беше пробиена. Од страна на Државниот инспекторат стигна барање да самите предмети им бидат дадени во уд. И Државниот инспекторат ја саботираше акцијата за уривање на објекти. И побара документите и ја сопре акцијата. Директорот на инспекторатот за градежништво Фатмир Ариф и кадар на ДУИ се крие од 360 степени. И по два владини проекта Скопско Долно Количани се уште е без вода. Јас сум 70 години, све само вода и никако да дојде таа вода во Количани. Зашто не ги оставиме луѓето да живеат у село, него со сила ги тераме да се преселат во град? Коево право за сличностите и разликите на проектите со Бехтел и ЕНКА, кај нас и во Србија, владата или опозицијата? То е очигледно намештање овог тендера. Почнуваме веднаш и тоа со случајот во кој државата целосно капитулира пред интересите за една дивоградба. Станува збор за објект на пластичарска во Скопје со повеќегодишна историја на рушење и обиди за рушење, кој деновиве го добива финалниот изглед. Градоначалникот на Центар, во чија општина е лоцирана дивоградбата и тоа на државно земјиште, вели дека последната акција за уривање била пробиена и тоа ни помалку ни повеќе туку од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, со одземање на целата документација за случајот од општината. Директорот на инспекторатот Фатмир Арифи, кадар на ДУИ, со денови се крие од 360 степени и не одговара на прашањата. Михаил Милошевски. Кога се спуштате од Кале од кај амбасадата на Соединетите Американски држави, вртите десно на булеварот Никола Карев и излегувате на делот познат како Пластичарска улица. По неколку стотици метри од десна страна ќе го забележите овој објект. Земјиштето под него е на Република Македонија, односно е државно и е наменето за паркинг. Логично, зградата е дивоградба. Не само поради тоа што нема одобрение, туку и затоа што е на јавен имот. Случајот е веќе познат, но новото е тоа што зградата сега е готова од надвор, а се подготвува теренот да се заврши однатре. Дека се гради див објект на конкретната државна парцела среде Скопје, поточно на територија на општина Центар, се знае од 2016 година. Тогашниот градоначалник Андреј Жерновски прво го затвори градилиштето, а откако работите продолжија го сруши објектот. По неколку годишно примирие, лани во декември повторно почна да се гради на истата локација. Градежниот инспекторат на општина Центар го затвори градилиштето и донесе одлука за уривање на дивоградбата. Помина нова година, помина јануари, февруари, па и март. Објектот продолжи да се гради, а општината Центар не излегуваше на терен да го руши. Кога го прашавме градоначалникот, добивме одговор. Барал полициска асистенција, но МВР не му ја обезбедила. Беше договорена акција за отстранување на објектот, но поради многу бројните пријави, така не стигна и допис од страна на Министерството за внатрешни работи, одделот на бомби во училиштата и недоволен број на полициски службеници, истата беше стопирана. Повторно од моја страна, по извесен период, пред неколку дена, е доставено повторно барање за асистенција од страна на МВР, за да заедно излеземе на терен и почнеме со отстранување на тие диви објекти. На повтореното барање на Герасимовски, од МВР одговориле позитивно. Но пред да дојде време да излезат на терен и да рушат, одненадеж, целата документација за предметот ја одзема Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Од страна на општината е побарано да се прекине постапката поради вонреден инспекциски надзор врз овластениот градежен инспектор во општина Центар, додека не се направи целосен увид на постапката за преземените законски дејствија во постапката. Потврда дека Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја одземал документацијата на увид, со што е закочен процесот на уривање на дивоградбата, даде и самиот Герасимовски. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. Од страна на Државниот инспекторат стигна барање да самите предмети им бидат дадени во увид.
Ние како општина истото го направивме и Државниот акцијата инспекторат ја саботираше акцијата за уривање на објекти. ги побара документите и ја сопре акцијата да не Вие се постапне. сомневате дека тоа е со цел да се одложи целиот Јас случај? чекам да се произнесе државниот инспекторат. 360 степени се обрати до општината Центар со прашање: има ли и која е правната основа за инспекторатот да им го одземе предметот? Само усно ни одговорија дека тоа било направено според членот 145 од Законот за градење. Споменатиот член пропишува дека доколку градежен инспектор утврди дека овластен градежен инспектор не ги врши работите, тогаш поднесува писмено укажување до градоначалникот. Ако по една недела работата не се изврши, инспекторот изготвува и испраќа записник со предлог за одземање на работите од општината до министерот за транспорт и врски. Министерот донесува решение за преземање на работите од надлежност на овластениот градежен инспектор по конкретниот предмет за кој утврдено неизвршување на работите, кое се доставува до градоначалникот на општината, односно градоначалникот на општината во градот Скопје. Во истиот член се вели и дека преземените работи градежниот инспектор ги врши до нивно извршување, што значи дека нема рок до кога може да го држи предметот. За парадоксот да биде поголем, иако инспекторатот го презеде случајот пред повеќе од 1 месец, нема ништо од евентуално рушење на дивоградбата на државно земјиште. Од директорот Фатмир Арифи неколку пати побаравме одговори. Зошто инспекторатот смета дека општината не си ја завршила својата работа? Кога инспекторатот ќе ја урне дивоградбата? Дали побарале асистенција од Министерството за внатрешни работи? Но и за тоа, кој ќе понесе одговорност за бесправното градење на државно земјиште? И дали со нерушењето се испраќа порака дека секој може да гради каде што сака? Одговори, ниту усно, ниту писмено, не добивме. По неколку неделниот молк се обидовме и лично да му ги поставиме прашањата на директорот. 3 дена, од 7:30 до 10 часот, го чекавме пред седиштето на инспекторатот, поточно пред зградата на македонската телевизија. Епилогот беше како во антидрамата на Семуел Бекет "Чекајки го Годо". Годо, или во нашиот случај директорот Арифи, не дојде. Или Арифи не доаѓаше на работа пред 10 часот, или доаѓаше преку друг влез, па не го сретнавме. На крај, одлучивме лично да го побараме и во канцеларија. Директорот Фатмир Арифи дали е дојден? Па пробувавме да стапаме комуникација со него, зборевме за изјава, така го нема, па да го побарам лично. Не, уште не. Кога доаѓа од предика? Не знам. Беше на одмор, не знам дали се врави. Може да проверите некако? Не е дојде. Не, дали е се уште на одмор, да знам дали го чекам или не. Секретарката уште не е дојде. Аха, добро, окей. А зашто ви треба? Па за изјава, за правевме муавет за една одредена работа и после го снема човекот. Подоцна, пробајте, не знам што да ви кажеме. А од колку сати работно време од 8 или? Да, ама Е, не па. ви кажав дека е на одмор, не знам дали се врати. А тоа секретарка треба да провери, она не е дојдена на работа. А од 8 треба да работи. Бидејќи согласно законот, предметот не би можел да биде одземен без подпис на министерот за транспорт, се обративме и до Благој Бочварски. Побаравме одговор, дали и кога до него стигнал записник и предлог, дали и кога ги подпишал. Ни одговорија дека од Државниот инспекторат за градежништво никогаш не им побарале дозвола за да го одземат предметот. До Министерството за транспорт и врски до овој момент Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам нема доставено записник со кој е утврдено непостапување од страна на овластениот градежен инспектор на општина Центар, а во однос на објектот за кој потенцирате. Овој одговор посредно значи дека Државниот градежен инспекторат го прекршил членот 145 од Законот за градење, кога го прескокнал подписот од министерот Благој Бочварски, за воопшто да може да го одземе предметот за дивоградбата. А додека трае институционалниот пинг-понг на терен дивоградбата се привршува, без познат инвеститор, без одобрение за градба и на државна земја за паркинг. Ако веќе може така, има уште десетици државни паркинг парцели низ Скопје, па побрзајте со темели, може брзо да се потрошат. Можно ли е ваков случај да остане без реакција, институционална и општествена? Ке продолжиме да го следиме.
По многу предизборни ветувања и по 2 проекта на 2 влади, жителите на селото Долно Количани, оддалечено 15 на километри од центарот на главниот град, се уште имаат големи проблеми со водоснабдувањето. Тие стануваат уште поголеми налето. Состојбата од терен ја пренесува Славица Филиповска-Иванова. На 15 на километри од центарот на Скопје се наоѓа Долно Количани, живо село со речиси 2000 жители и една голема мака. Јас сум Кенан Азизовски, живеам во ова златно село Долно Количани. Не си го менјам, не знам зашто, ама поради водава некогаш ми иде искрено да ви кажам, да го сменам. Земав, така кажам, една чајджилница, ама да ви кажам искрено, разочаран сум. Луѓе 21 век, еве јас како функционирам. Вака ми импровизира еден мајстор, некоја си пумпичка тука, и сега јас техничка вода, гледајте. За да измијам јас 2 чаши или 2 филџани, мене ми е потребно струја, повеќе ми оди у тоа. Проблемот со водата на работното место е пресликан и во домот на Кенан. Неговата куќа, како и другите домакинства во Долно Количани, се поврзани на водоводна мрежа, но таа се полни од стар резервоар, па вода има еднаш во 2 дена. Денеска и редот на чешмава има сега во овој момент. И еве како функционираме. Она нема 24 сати, сега ќе има најмалце уште 30 минути. Еве како ја пуштаме и еве како функционираме. Додека тече чешмата, се прават залихи за следните 2 дена. Тука имам цистерна за техничка вода. Значи, еве, ја полниме вака. Ова собира 1 тон. И сега ние треба да штедиме оваа вода денес, утре цел ден, дури задутре до 11 часот треба да штедиме. Помалце да се бањаме, помалце садови да периме. Ова треба да ви стигне во наредниве... Во наредниве 48 часа. Кога ќе снема вода, залихата се користи низ куќата со хидрофор. Овој мотор, значи, сега кога би пуштиле вода горе, еве сега ќе повикам невестата да ми... Жено, пушти една чешма. Они кога пуштаат чешма горе, еве, овој мотор се вклучува. А овој мотор најмалце 1200 денари троши на месечно ниво струја. Значи, многу тешко. Селото расте, па проблемот само се зголемува веќе 30 години. Летно време, нема ниту капка вода. Наше во село вода немаме за пиење. Во летно време нема? Да, и летно и зимно време немаме вода. Во делови од денот, така? Не во делови, него немаме вода. Па како користите вода? Како еве, ќе ви кажам. 24 сати, 1 сат. 1 сат само користиме. Тоа е лошо. Тоа е. Кога ќе дојде градоначалникот на Студеничани со градоначалникот Коце Трајановски да седнат, да видат како е најблиску и најевтино да се донесе вода. По таа 2015 година, владата на Груевски направила проект, пошто во селото копале и багери. Денеска е останата само празна бушотина. Еве, сега можеме да пуштиме едно камче, да видиме дали има вода или нема вода. Илјадници евра се отидени од граѓаните во празно. Како овој камен што отиде во празно, така се отидени парите на селаните на Долно Количани. Затоа речиси секоја куќа си обезбедила пластичен резервоар за техничка вода. Пари за водовод во Долно Количани, поточно за изградба на нов резервоар и водоводна мрежа, одвои владата на Зоран Заев во 2021 година. Средствата ги доби општина Студеничани преку ТАВ програмата. Планот е овој резервоар да се полни од 3 планински извори. Според жителите, издашноста на изворите
не е доволна за потребите на селото. Од тука се уште трите извори, постоечките, кои ги отвори за да се појача капацитет. Значи, тука му доаѓаат сите три поред се, отворени се, да се појача капацитетот. Ама мислиме ние дека со тоа нема кој знае колку да се измени со тие капацитет, додека Салаковска река не се направи да се појача тој капацитет. Значи резерварот да се полни од Салаковска река и со постоечките трите извори кои ги отворија, се појача капацитетот, али за 400 куќи тој капацитет е многу мал. Новиот резервоар уште не е пуштен во употреба, но низ селото е спроведена секундарната мрежа. Градоначалникот на Студеничани, Азим Садику, вели дека проектот на ТАФ и владата привршува и дека потоа општината ќе ги направи индивидуалните приклучоци за домакинствата. На крај ќе се постават и водомери. Че има две цени на водата. Едната цена до таа кубикажа која што е потребно за едно домаќинство и тие потрошуваци што ќе трошат поголема колицина, тие сигурно треба да го наплатуваат со друга цена. За критиките дека и новиот резервоар нема да собира доволно вода, Садику вели дека општината паралелно работи на обезбедување на вода за повеќе села и тоа преку цевковот од Салаковските езера. Приклучок на тој цевковод ќе има и Долно Количани. Кога ќе се реализира до крај и овој цевковод, ќе се носи од горе водата, како резерва и за Долно Количани ќе има приклучок до резервар и тогаш мислам дека никогаш нема да има проблем за вода и Долно Количани, и Пагаруша, и Горно Количани, Црвена вода и село Вртекица. Формално, владата на 10 март добила известување од ТАВ дека проектот е завршен, иако според градоначалникот на Студеничани, уште се довршуваат финеси пред да почнат индивидуалните приклучоци. Жителите пак се чини веќе се откажале од идејата дека дома би можеле постојано да имаат вода. До ден денеска со таа вода, јас сум 70 години, се само вода и никако да дојде таа вода во Количани. Зашто не ги оставиме луѓето да живеат у село, него со сила ги тераме да се преселат во град? Минатата недела се случи куриозитет. Власта и опозицијата се надпреваруваа кој е во право, угледувајќи се на Србија и на незиниот претседател Александар Вучич. Причина беше договорот со Бехтел и ЕНКА. Владата преку вице-премиерот Артан Груби тврдеше дека соседна Србија има идентичен успешен аранжман со американско-турскиот конзорциум. Опозицијата врати. Србија спровела јавна набавка и постигнала пониска цена. Галја Николовска-Ризвановиќ за тоа што е или каде е вистината. Ovo je veliki dan, jer i za 10, i 50, i za 100 godina ovim autoputem će ići ljudi i moći će da se sete ko je za njih to uradio. Овие самопофални зборови српскиот претседател Александар Вучик ги кажа на свеченоста за пуштање во употреба на една од делниците на Моравскиот коридор. Настанот беше одбележан и со возење во панорамски минибус по новите 17 километри автопат, во кој освен српскиот државен врв беа и амбасадорите на САД и Обединетото кралство. Зошто и тие? Затоа што автопатот го гради Бехтел и ЕНКА, фирма со седиште во Англија, а во американско-турско сопствеништво. Токму отворањето на автопат што го гради Бехтел и ЕНКА беше поводот што прво вице-премиерот Артан Груби, а потоа и СДСМ се пофалија дека истата компанија и кај нас гради по истите стандарди. Со истиот посебен закон, со истиот договор, фирмата Бехтел и ЕНКА гради и во Србија, каде што денеска државните власти пуштија во употреба дел од автопатот. И кај нас специјалниот закон го изгласа собранието. Се потпиша договор со истата компанија за изградба на коридорите 8 и 10Д, а неделава владата плати 117 милиони евра за аванс и мобилизација. Од ВМРО ДПМН и експресно возвратија. Груби е фабрика за лажни вести затоа што во Србија фирмата е избрана на тендер и гради поевтино отколку кај нас. Бехтел и ЕНКА во Србија се одбрани со тендер, кај нас директно, без тендер, со договор напишан во 4 очи. Километар автопат во Србија од Бехтел и ЕНКА вреди 7 милиони евра, во Македонија 20 милиони евра. Надзор во Србија е професионална фирма.
Надзор во Македонија е фирма за долна облека со 4 вработени. Кој ја зборува вистината? Власта, опозицијата или ни едните ни другите? 8 јули 2019 година. Тоа е датумот кога во службениот весник на Србија е објавен законот за утврдување јавен интерес и посебни постапки за реализација на проектот изградба на автопат од Појате до Прилина, познат како Моравски коридор. На 16 јули 2021 година е објавен во службен весник Македонскиот закон за утврдување на јавен интерес, односно за изградба на 4 делници од коридорите 8 и 10Д. Првата клучна разлика е што во Македонскиот закон директно се споменува Бехтел и Енка како фирма која ќе гради и се предвидува владин комитет кој ќе ги договори условите. Во Србија не се споменува фирма во законот, туку се задолжува владата да формира работна група и да донесе подзаконски акт преку кој ќе се избере најдобриот понудувач. Значи, законите и не се баш исти, иако и не се толку различни како што изгледа на прва, бидејќи во суштина со двата специјални закони се суспендира законот за јавни набавки во двете земји. Во Македонија тоа е направено во полза на директни преговори со веќе избраниот понудувач. Во Србија, во корис на привидно конкурентна постапка која ја спроведува владата со посебен претходно непостоечки подзаконски акт. Велиме привидно затоа што условите во српската владина уредба од старт покренуваат сомнеш дека постапката е наменета за единствената фирма која на крај се пријавила. Претежан број поена кој je mogao izvođač da dobije ostvaruje se tako što bi se dokazalo da je izvođač imao iskustva sa nekim sličnim radovima, ali samo na području jugoistočne Evrope. Šta to zapravo znači? Da je vlada poručila da neka firma koja je radila slične poslove u Kazahstanu, Čileu, Španiji, Maroku ili bilo gde na ovom svetu nije kvalifikovana, a da je kvalifikovana za posao samo ona firma koja je radila takve poslove na Balkanu. Dakle, to je očigledno nameštanje ovog tendera. Zanimljivo je da ponudu nisu podnele ni brojne kineske firme koje su tokom poslednjih godina dobijale neke slične poslove u Srbiji, ali su ih uvek dobijale direktno na osnovu međudržavnih sporazuma, dakle čak i bez takve simulacije tendera kako smo ovde imali prilike da vidimo. Ако се вратиме на законското решение во Србија, впечатливо е што повеќе од половина, односно 13 члена, се посветени на прашањето за експроприација. Например, уште во специјалниот закон се наведува дека ако се експроприра имот на кој има дивоградба за која не е завршена постапката, тогаш ќе се плати и вредноста на објектот. Утврдени се исклучително кратки рокови за секој чекор од постапката, најчесто на 3 или 5 дена. Во Македонскиот закон има само еден член посветен на експроприација. Во него, меѓу другото, се предвидува дека на стратешкиот партнер ќе му се овозможи владение на експроприраниот имот веднаш штом одлуката стане конечна, без да се чека правосилност. Иако на различен начин и во двата специјални закони се суспендираат делови од законите за царина, за ДДВ, за експроприација и веќе споменатиот за јавни набавки. Овде имамо случај где je od početka izbegnuto da se primene ključna antikorupcijska pravila i to je ono što nas dovodi do zaključka da je u ovom poslu država pretrpela neku štetu. Kolika je ta šteta, to u stvari ne možemo nikada u potpunosti da znamo, jer ne znamo kakve bi sve ponude možda stigle da je postupak bio u potpunosti otvoren. Drugim rečima, da li bismo iste ove radove mogli da dobijemo po nekoj povoljnijoj ceni nego što je ona koja se plaća aktuelnom партнеру влади. Па кој е во право, власта или опозицијата? На прашањето дали во Србија Бехтел и Енка се избрани на ист начин или имало конкурентна постапка? Одговорот е никој. Власта премолчува дека Бехтел и Енка ги нема во српскиот закон и дека барем формално имало некаква компетитивна процедура за избор. Опозицијата пак не ја говори целосно вистината кога вели дека имало јавна набавка, па дури и дека поради тоа била договорена пониска цена.
Следната точка на судир меѓу власта и опозицијата е цената на чинење на автопатите што ги гради Бехтел и ЕНК во Србија и во Македонија. За сите 4 делници, македонската влада се обврза на сума од 1,3 милиарди евра за 110 километри автопат. Грубо кажано, 1 километар во просек ќе чини 11,8 милиони евра, ако успеат да се сменат неколку закони. Во Србија за 112 километри од Појате до Прелина, колку што е долг Моравскиот коридор, вредноста на изградбата според српската влада е 745 милиони евра плюс 20% за непредвидени трошоци, што е околу плюс 150 милиони евра. Тоа значи дека цената по километар во Србија е меѓу 6,7 и 8 милиони евра, зависно од непредвидените трошоци. Па кој е во право? Опозицијата вели дека километар автопат во Македонија чини 20 милиони евра, а во Србија 7. Или власта, која тврди дека километар автопат е поевтин во Македонија. Одговорот е повторно ниту едните, ниту другите. Овие искази добиваат делума на кредибилност само за некои делници во земјава, ако се гледаат автопатите Прилеп Битола или Тетово Гостивар, каде просечна цена на километар е 6,6, односно 7,1 милиони евра. Тогаш во земјава се гради поевтино отколку во Србија. Ако пак се гледа само цената за Гостивар Букојчани, тогаш има вистинитост во тврдењето дека просечна цена на километар во земјава е 20 милиони евра. Оваа фирма за долна облека е стручната. И на крај за надзорот. Опозицијата тврди дека тука е избрана фирма за гаки со 4 вработени, а во Србија реномирана фирма. Власта пак молчи за ова прашање. Фактите се дека во Македонија беше спроведена јавна набавка според Законот за јавни набавки и беше избран конзорциум предводен од италијанската ИРД Инженеринг. Истражувањата на 360 степени покажаа дека една од локалните фирми од конзорциумот Electra Solutions до пред некоја година шиела долна облека и дека за време на тендерот ги собирала неопходните дозволи. Во Србија пак и надзорот е избран како и Бехтел и ЕНК, со посебна процедура со владин подзаконски акт. И таму е избран конзорциум предводен од странска фирма, американската Луис Бергер, поточно на нејзината канцеларија во Франција. За локалните партнери во тендерот не можевме да најдеме многу написи во медиумите, но има за Луис Бергер. Фирмата била надзор над изградбата на коридорот 10 во Србија, каде во барем 2 наврати се рушеше потпорен зид кај Грделичката клисура. Ке одиме на реклами, а по нив е новата саботажа. Се гледа светло на крајот од тунелот меѓу сите непознати со кој обвиен договорот со Бехтел и ЕНК. Тоа што се нема целосен увид не е толку важно. Значајно е тоа што никој повеќе не може да се прави слеп. Добро е што се крена прашина, барем ќе се отворат 4 очи околу трошењето на буџетските пари. Прав, не се крева ако се е чисто, туку само онаму каде што постојат валканици. Доколку навреме не се интервенира, тоа е предпоставка за создавање алергии, а за нив, ако не може да се третираат, потребно е болничко лекување. Ама ако ме прашувате дали би сакал во вакви услови да се лекувам и да се лечам, ви кажувам не. Тоа што министерот има забелешки за нивото на услуги кои што ги дава ресорот, не значи дека на располагање се нема здравство кое може да одговори на предизвикот. Изборот меѓу приватно и државно сепак е прашање на тоа во која од двете држави се живее. Имате вие и две Македонии. Имате една Македонија која што е рај за функционерите и за овие елити и која што е пекол за обичниот граѓани. Но освежува и треба да ги прави срекни со знанието сите жители во таа втората, во големата држава, дека таму скромно живеат лица со висок морален интегритет, за разлика од малата група, налепена на грбот на таа малата држава, кои немаат никакви скруполи. Не може ние од арами, од крлежи да ствараме елита. Никој намерно не создава таква елита, дури и делови од неа сметаат дека се паднати од небо и се ставиле на располагање да помогнат, па дури и по цена на тоа што од највисоката морале да се трансферираат во пониска класа.
Значи сите се различни, ја гледам дека е најмало од сите вице-премиери и од премиерот и е многу помало од претходната плата во моето претходно работно место. И на крајот, помала или поголема во таа држава владе некоја современа Божја правда. Според неа, доволно е да се крстиш во име на некој актуелен бог, бидејќи само тој помага за простување на сите гревови. Јас сум верник, почитувани медиуми, почитувани колеги. Јас верувам во Господ, јас верувам во себе, верувам во сите вас. Тоа што судиите веруваат во Бога е во ред, но Господ ќе треба да е напомош, бидејќи веќе никој не верува во нив. Ги исцрпевме содржините и за ова издание на емисијата 360 степени. Се гледаме повторно в петок од 22:20. Пријатно.